Во спортскиот магазин Трибина Немне телевизија со младиот фудбалски стратег Александар Максимов направивме анализа на втората фудбалска лига, кој вели дека според квалитетот лигата е лоша, а при тоа додава дека играта на Македонија Ѓорче Петров и Брегалница е доволна за да бидат на првите две места. Играта е со оглед на тоа дека според мене нашата втора лига е многу лоша по квалитет. Играта е доволна за да бидат на тие први две места. Искрено според мене ниту една екипа не покажува некој доминантен фудбал, освен против надпреварите, да кажам, против Борец, против Вардарски, кои што не се нити физички, нити технички, нити тактички на нивото на втора лига. Едноставно сите надпревари се монотони исти и се чека на грешка на противникот, се чека преку некои транзиции, преку некои одземени топки, прекини да се постигне гол. Брегалница и Ѓорче имаат играчи кои што играле на високо ниво, кои што се искусни и за таа втора лига се од круцијално значење за тимовите. Впрочем, ти Ѓорче имаш двајца поранешни репрезентативци во Крсте Велковски и Кире Марковски, кои доволно се да се на теренот, прават разлика. Тука е Симеон Христов, исто во Ѓорче, Зоран Дановски во Брегалница, играч кој што има интернационална кариера. Максимов вели дека Башкими е заслужено на третото место или во бараж зоната за прва лига. Пред се Башкими заслужено е тамо зашто се константни. Тоа се три екипи и Ѓорче Петров и Брегалница и Башкими се константни во своите игри, а сега нормално поразот е дел од игра и доколку дозволите како екипа, како тим, тоа негативно да се рефлектира на вас и да има последици, тогаш е проблемот. Брегалница не влезе во некоја негативност, максимално посветено си се вратија на работа и на победите, така да мислам дека е сосема нормално. Вардарски и Борец ски бидат пред најтешкиот предизвик кога е во прашање обстанокот. Така, многу е тешко. Тоа можеби ние сме единствена земја кај што ти на полусезона можеш да земеш 5 играчи и да сменат нешто во екипата. Пак ќе кажам, самата непланска работа кај клубовите ги носи во ситуации кај што сега се и Осогово, и Борец, и Вардарски, и Победа, и повеќето екипи кои што се со мала бодовна залиха. Така да не секогаш и проблемот е кај играчите. Мораш да имаш јасна стратегија и план за работа со клубот. Овој викенд нема второлигашки надпревари поради репрезентативната пауза, а следниот викенд ќе се одиграат надпреварите од 13-тото коло.